Бугарски политичар првпат по 75 години дојде во монополот во Скопје. Оттаму во 1943 година евреите од повеќе градови во Македонија беа однесени во логорот Треблинка во Полска. Бугарскиот премиер Бојко Борисов денеска зборуваше за луѓе во црни униформи и нацисти кои во истата зграда направиле нечовечки нешта врз живи луѓе и одаде почит на бугарскиот народ кој спасил 48.000 евреи кои живееле во таа земја. Разбира се, ние многу скрбиме. Затоа и днес сме тук. Заштото секи човешки живот, секи којто е пратен да изгори в лагерите, не треба да забравиме. То не е било толкова далече. За време на Втората светска војна од Македонија биле депортирани 7114 евреи и биле одведени во логорот на смртта. Тогаш оваа територија била администрирана од бугарската власт, која соработувала со фашистичка Германија. Борисов денеска на новинарско прашање дали ќе се извини, повтори дека му се поклонува на бугарскиот народ за спасените евреи, а другото го нарече пропаганда. Македонскиот премиер Зоран Заев пак присуството на Борисов, премиерот на Босна и на Херцеговина Денис Звиздич и на заменикот премиер на Романија ги нарече историски, европски и цивилизацијски чин. Никогаш да не заборавиме што се случи тука пред 75 години. Историјата се повторува само за оние кои што стануваат слепи на минатото. Ние нема да бидеме слепи и ќе продолжиме да се сеќаваме за никогаш да не се повтори. Во полниот двор на Тутунскиот комбинат беа и представниците на еврејските заедници од различни земји. Министри, амбасадори, пратеници, градоначалници. Без сеќавање нема иднина, син меморија на Јавенир, простуваме, но не забораваме, за да не се повтори никому и никаде повеќе. Во знак на сеќавање денеска се одржа и марш на живите, па дел од присутните во монополот тргна од пред старата железничка станица. Пред Црвениот крст им се придружија премиерите Заев и Звиздич, а пред зградата на Тутунскиот комбинат ги пречека Борисов.